Дали знаете дека подпирајќи се на Хомеровите спевови Илијада и Одисеја, градот Троја го открил Хајнрих Шлиман во 1868 година на брегот Хисарлик, каде копал заедно со Дерпфелд. Но Троја е и археолошки локалитет во дебарското село Спас. Локалитетот представува доцно античка некропола. Се наоѓа на северозападната периферија на селото, на благо зарамнета тераса, каде при поставувањето на топли леи биле откриени гробови тип циста. По површината на теренот се гледаат фрагменти од камени плочи, делумно обработени, а се среќаваат и фрагменти од керамички садови. Дали знаете дека Духовден, слегување на Духот Свети, прв ден, е празник кој што се смета за роден ден на Христовата црква? Имено пред вознесението Христос им порачал на апостолите да останат во Ерусалим и да го чекаат слегувањето на Духот Утешител. На 10-тиот ден од Христовото вознесение, на еврејскиот празник Педесетница, Светиот Дух слегол врз апостолите во вид на пламени јазици, а овие се исполниле со сила и добиле дар да зборуваат на разни јазици. Не случајно во Светото писмо на Новиот Завет Македонија и македонците се спомнати 27 пати во 24 стиха. Македонија 21 пат, македонците 5 пати, македонски еднаш. Низ 7 книги во Библијата, во Новиот Завет, од вкупно 27 книги, запишани од апостол Павле 16 пати во 6 книги и од апостол Лука 11 пати во една книга. По Израел и евреите, најмногу спомнувани во Библијата се Македонија и македонците.